Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојдовте во Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Гостин вечерва во студиото е Ленин Јовановски, представник и лидер се едно и представник како и да е на Ноќните волци. Ленин, добро вечер. Добро дојдовте. Добро вечер, добро вечер. По кој знае кој пат овдека во Јади Бурек, но обично доаѓавте кога имавте манифестации, кога се собиравте. Тоа беше една позитивна работа. Вечерва малку ми е муабетот непријатен, барем заради онаа состојба. Ленин, вие како Ноќни волци имавте средба со председателот на Руската Федерација Владимир Путин, која доаѓа заради вашата поврзаност на групата Ноќни волци, бидејќи не сте вие само тука во Македонија, вие има во повеќе земји и сте цврсто врзани и со руската група. Руските Ноќни волци. Путин како љубител на и поддржувач на Ноќните волци, во Белград остваривте и средба со него. Кажете ми, пред да идеме на другите работи, затоа што главната вест поради која беше причината да ве поканам во емисија беше дека Ноќните волци влегоа во главниот град на Крим. Но да почнеме први малку со предисторија, сосема на кратко, иако сме ја кажале, сепак за поширокиот аудиториум. Што се и кои се Ноќни волци? Ноќни волци е пред се мотоклуб, меѓутоа можеби по некарактеристичен или поразличен од другите, заради тоа што покрај тоа што ние сме еден мотоклуб, едно мотоздружение, кај нас на висок пиедестал во начелата на клубот се почитување на историјата, патриотизмот, здравиот живот и заштита на државните интереси во онаа мера во која што ние сметаме дека тоа може да го правиме. Секаде онам каде што сме. Добро, и постоите од кога? Во Македонија сме 7 години, додека Ноќните волци се формирани во Москва далечната 1989 година. 89 година. Далечната. Не е така далечна, Ленин, те молам. Се шегувам. Пола живот. Кажи ми, Ноќните волци се карактеристични за кои земји, каде ги има? Еве има Русија, има Македонија? Значи, најнапред, како што кажав, се формирани во Москва, во Русија и од тогаш, од нивното формирање, веќе се шират во повеќе руски градови. Сега во моментов и да нема скоро град каде што немаме наши оделенија. И потоа вамо према запад или оној исток или државиве кои што се, да кажам, со православна вероисповед повеќе, источна Европа што популарно се кажува, и она што не врзува повеќе со јазикот, културата и така натаму. Значи сега присутни сме во Украина, Белорусија. Она што е значено за нас да се спомене е дека едни од првите кои што ги формираат Ноќните волци надвор од руска територија сме токму ние во Македонија и од Македонија потоа се шири на Балканот. Отвараме оделение во Србија, во Бугарија и во Романија. Многу интересно и сепак невообичаено. Обично моторџиите спрема современата поп култура се перцепирани како луѓе надвор од законот. Вие сте напротив љубители на слободата. Вие сте слободари, но како што рече, со почит кон државата, кон црквата, кон луѓето, не сте ратоборни, ама сте онака имате некое братство меѓу себе, тоа многу може да се забележи. Да речем, може би повеќе силно другарство меѓу себе и длабока почит. Кога ќе отидете негде, вас ве примаат, има кај да преспиете, вие у било која земја кај што има Ноќни волци, има некој кодекс на однесување и кај нас и надвор. Каков е тој кодекс спрема гостите од други земји?
Ние зборуваме значи за едно пошироко братство каде што конекциите се стварно доста силни. Токму и тоа е главната идеја на Ноќните волци, да собере во своите редови луѓе од различни карактери, различни професии и од истите во полза на заедништвото, во полза на мнозинството, да ги искористи најквалитетните елементи што ги содржат во себе. Значи, не е важно што е човек по професија или што е по образование, важно е оно што знае да го прави, да го вложи во тоа заедништво. Секако тоа братство поаѓа од меѓусебното поддржување, сплотувањето на таа една идеја, еден пат кој што ние сметаме дека е правилен и на кој што сме се заколнале дека ќе го чекориме сите заедно, и подразбира дека онаму каде што има ноќни волци, имаме и каде да преспиеме, имаме своја куќа, имаме каде да се прехраниме, со кого да општиме и кој да ни помогне во случај да ни треба таква помош од било каков карактер. Значи, исто така оно што го спомена, за жал во се уште намерно или ненамерно ноќните волци, иако по своето однесување се опозит на она што значи моторџи од запад кои што повеќе одат на агресија или непочитување на закон. Да, или се вон законот, користење забранети супстанции, да, и криминал, тепачки, значи, дрога. Тоа е кај нас во нашиот кодекс, мислам, тоа е забрането. Човек кој што се занимава со такви дела не може да биде дел од ноќните волци, бидејќи тоа е услов да не припаѓа ниту како значи во некое такво здружение, секта или не знам како веќе се нарекува, ниту пак како индивидуа да е склон кон одредени зависности или криминални дејанија. Можам апсолутно, еве и јас ова што го говориш да го поддржам медиумски, затоа што со години ве следам. Имам блиски пријатели, јас сум голем скептик кога луѓе се организираат, кој е заднината за цето ова. Не сум љубител на мотори воопшто, но многу ве почитувам и мислам ако моите деца еден ден одлучат да бидат моторџи и да влезат у ноќни волци, ја ќе бидам горд со тоа. Ако ова ја ќе го кажам за како крајен нељубител на мотори, затоа што ми се допаѓа идејата на Easy Rider. Вие не возите бесно, вие возите во група, уживате во возењето, авантурата ми се допаѓа сето тоа и мислам дека е една убава алтернатива, а и начин, мислам, на некој да се избега од естаблишментот секојдневието. Вие сте сепак луѓе, сите работите, имате работа, фамилии и така натаму. Ти си дури председател на Сдруженијето на превозници. Да. Приватни превозници. Ленин, ја те поканив вечерва, сме ги промовирале ноќните волци, ќе го правиме и натаму и за новите генерации. Се уште топло им ги препорачувам на младите, но она што сакам вечерва да го поразговараме, денеска ти се јавив по телефон и ти реков дека прочитав една вест. Веста гласеше дека ноќните волци влегле во Украина, во главниот град на Крим. Дали имаш податоци, значи од Русија? Бидејќи има ноќни волци во Русија, во Украина и така натаму, кажи ми што се случува со вас? Значи политичката ситуација таму е сложена, знаеме. И кажи ми што преземаат, што треба ова да значи овој чекор на ноќните волци, бидејќи оваа вест ја пренесуваат сите светски медиуми во моментов. Како ве интересно и тоа како ве перцепираат, како заплашени се од вас? Добро е што е еден медиум покрај толку пишување на светските медиуми, особено на фотографиите на кои што покрај секоја вест што ќе ја кажат во врска со Путин,
вообичаено објавуваат фотографии кај што сме сликани заедно со него, дали посебно дали во поздравување, дали во група. И денес и некој, читам во медиумите, пишуваат нешто за Ноќни волци, рускиот клуб. Веројатно новинарите и не сите знаат дека Ноќните волци се и тука во Македонија, пошто таков впечаток остава, можеби некој не ги ни препознаваат тие што се таму. Инаку, за жал, Ноќните волци и врската со Путин, западните и прозападните медиуми ја окарактеризираат како нешто негативно. Уште средбата што беше во Белград, на Маракана, која што беше објавена исто во сите медиуми. Пред колку беше? 2 години? Да, пред 2 години беше. И пишува дека Путин се сретнал со некоја бандитска група. Дури после, како една од испирките зашто Путин е ставен на црната листа на Финска, беше поврзано исто со нас. Сега исто така, медиумите пишуваат дека Ноќните волци влегуваат на Крим, мотобандата блиска до Кремљ, пријателите бандити на Путин, па некои не нарекуваат специјалци. Прозападните медиуми се. Видете, знаеш што е уствари тука проблемот што мене ми е особено сомнителен, бидејќи се работи исклучиво за пропаганда. Јас не верувам дека одредени новинари кои што се заинтересирани или кои што вршат истражувачко новинарство, а и овие разузнавачки служби кои што сигурно добро ги следат состојбите и многу добро знаат за каков клуб се работи, да си дозволат да даваат такви информации. Меѓутоа, скоро сите волци, само извини што ти се уфрлам да надополнам. Скоро сите Ноќни волци се лојални граѓани, немаат криминални досија, немаат проблем со законот. Апсолутно. Јас кажав, тоа е еден од условите. Да, и тоа е еден од условите да бидеш дел од Ноќните волци. И затоа велам во една таква атмосфера и понатаму да се пишува, а сето тоа е веројатно со една цел да се прикаже Путин како човек кој што е во сојуз или во пријателство со некоја група која што искористува, па затоа ќе не напишат црната армија на Путин, па не знам, специјалците од Ноќни волци, бандата или така натаму. Ние не да немаме, значи има во Русија мои браќа што се исто што биле во спецназ или се воени ветерани, луѓе кои што сигурно ја познаваат и добро воената техника и сите тие работи, меѓутоа ние во случајот сме далеку од она на кое што сакаат прозападните медиуми тоа така да го прикажат, заради тоа што Ноќните волци, како што кажавме, не се само во Русија. Ноќните волци се во Крим. Едно од најдобро организираните оделенија се во Севастопол, во Украина. Ова што го носам исто овдека ми е токму од Севастопол, лентата, да, што е символ на победата. Символ кој што првпат го остави во Украина. Севастопол е градот кај што првпат се сретнав со Путин. Севастопол е местото каде што Ноќни волци неколку години поред ги прават своите најголеми манифестации годишни тамо, заедно со целиот тој народ кој што во илјадници доаѓа да присуствува на тие собири. Севастопол е градот во кој што јас за прв пат сум се почувствувал пресреќен и да не кажам, да не звучи суетно, голем, заради тоа што Ноќните волци тамо години наназад, значи зборувам за 5-6 години наназад, прв пат кога сум отишол тамо, кога го правиме дефилето по градот, единствено што памтам слично нешто е кога Тито доаѓал
кај нас овдека во Македонија, оној пречек што бил со цвеќиња, што фрлање. Така нас народот не пречекувал таму. Народот? Народот. Значи, построен по улиците со цвеќиња, па кога се симнуваме со грлење, со цвеќиња, со убави зборови, значи тоа се моменти кои што навистина нешто значат. И сега нашето присуство како ноќни волци не е воопшто случајно што е таму. Ние сме длабоко заинтересирани што ќе се случува таму, бидејќи тоа си го чувствуваме како наше, како свое. А зошто народот така ги сака? Еве, вас овдека не ви се припотресува толку, вие сте окей. Видете, кај русите, кај украинците, онај момент на луѓето кои што прават нешто за својата држава, кај што го истакнуваат патриотизмот, кои што ги ценат своите историски достигнувања на своите предци, тие кои што имаат таква историја, многу повеќе обрнуваат внимание на луѓето кои што го прават тоа. Значи, Севастопол како град е исто така, нели, историски познат по извојување на борбите над битките, над победите над фашизмот. Токму ова, трака реков, е таа символ на таа победа над фашизмот. Севастопол, значи, некаде преку 120.000, ако имам добра информација, бидејќи бевме да ги гледаме, значи е преку 120.000 жртви има дадено, бранејки ги таа територија. Држени се преку 250-260 дена под обсада и обстоиле да иако подосна, нели, и во тој дел таму и совладани, меѓутоа обстојувале да стават, да бидат бариера над продорот на фашизмот на тие територии. И не случајно е тој емотивен набој, поготово кај луѓето кои што го доживеале тоа, нивните наследници, кои што сигурно родителите им раскажувале што и како било, да бидат присутни, да бидат заинтересирани и да не дозволат повторно некакви фашизоидни идеи или луѓе кои што идат со такви намери, повторно завладеат сега на некој друг начин, иако гледаме дека со методите кои што барем на овие телевизииве што гледаме, да не кажувам ја за какви други информации све стигнуваат до нас, што се случува тамо, каков е тој однос на тие луѓе кои што викаат дека прават мирни протести, а тамо со напалм, со овие молотови коктели, палат полицајци, тепаат невооружени полицајци кои што едноставно стојат, ги соблекуваат и ги малтретираат и сето тоа. Значи, тоа е една слика која што... Имавте комуникација додека се случуваше овие немили настани во Украина, во Киев? Имавте вие комуникација со вашите браќа? Да, имаме ние постојана комуникација. Јас и сега пред известно време и бев во Москва, каде што имавме и средба со, нели, нашите луѓе од Украина, бидејќи имавме генерално собрание на кое што дискутираме. Една нормално од темите беше и тие кажуваа за некакви искуства и некои најави што ги кажува дека може да се случат и за жал се случија. Така да присуството на ноќните волци е од самите нас, од самите луѓе кои што се домашни, кои што се во Украина и оние кои што нормално почувствуваа потреба, меѓу кои што и нашиот председател хирург, да појде тамо, да види директно што се случува и да понудиме ние наша помош, онаква каква што им е потребна и онаква каква што може да помогнеме. Далеку од тоа дека ние ќе се појавиме тамо со некакво насилие, оружје, меѓутоа го задржуваме правото, како што ако некој смета дека со насилна метода може да го наметне своето мислење, ние го задржуваме правото со сопствената сила да ги браниме нашите ставови, нашето мислење, нашите вредности кои што сметаме дека треба да се заштитат. Ние, за разлика од некој од другата страна кој што нормално заради тоа што се
помилитарни, така се нападни, носат маски, не знам, се вооружени со оружје, со палки, како герила. Така? Нашите луѓе ќе ги видите и се многу лесно препознатливи, значи носат ознаки од ноќните волци, ги носат овие или слични елеци како што носиме ние, значи ние не се појавуваат нашите луѓе тамо во некоја тајна мисија, како што тоа го прикажа дека, не знам, сме доаѓале, ноќните волци доаѓаат тивко, нечујно и, не знам, се инсталираат тамо или вамо. Значи, ако ги видите, ќе ги видите обележани на овој... И ќе ги чуете по... И ќе ги слушнете, ќе дадат јавно... Да, и јавни изјави даваат и ја кажуваат намерата, и ноќните волци сигурно ќе бидат дел од носењето на хуманитарната помош на украинскиот народ тамо, на кој што им е потребно таква како што им е. Затоа и е председателот наш тамо, да ги согледа работите и понатаму да видиме на кој начин и како може да помогнеме. Зошто моравте да идете на Крим? Зошто се отиде на Крим? Па еве, мислам дека во претходниот говор навестив нешто. Значи, мораме да сме присутни секаде тамо кај што се нашите браќа и кај што ние сметаме дека треба да застанеме во нивната одбрана. Ако некој јавно нас не прозива како некаква инсталација, како некаков непријател, со самото тоа што го загрозува нашиот идентитет. Јас бев предупреден од некои служби украински кои што даваат информации до нас дека да внимам да не се појавувам сега или да не се движам слободно во или некој од нашите браќа тука во Украина, заради тоа што може да ни се случат разноразни проблеми. Значи, зошто нас медиумите не вмешаа како некаков воено-политички сегмент во целата приказка, не пак ќе кажам толку заради нас, то повеќе заради оцрнување на председателот Путин, меѓутоа со тоа ни направија некаков проблем од кој што ние мора на некаков начин да се заштитиме, а и од друга страна да покажеме она што ни доликува, да покажеме храброст, машкост, дека ние не се плашиме и дека ние можеме да се појавиме секаде каде што сметаме дека нашето присуство ќе допринесе кон некакво смирување на тензиите онакви какви што се и да покажеме дека практично не сме онакви какви што тоа некој сака да го прикаже. Океј, ово го кажа со многу дипломатија, со многу сенс. Повторно ќе те прашувам и по трет пат. Дали браќата ве повика? Зошто излегува на улица? Што се чувствува таму да мора вака да реагира? Те викаш има одредени состојби. Кои се тие одредени состојби? Што ви кажуваат они во разговорите? Што е? Народот е уплашен, загрозен ли е, анархија ли владее, има ли безвластие? Така. Не знаеме што се случува на терен. Токму така. Ако вие се почувствувате во сопствената држава дека органите кои што треба да ве штитат не знаете која страна ќе ја фатат, дали ќе застанат на страната на оние што до вчера ги напаѓаат, дали тие мајданци или како се себе нарекуваат, тие што мирно протестираат, кои што ги гледаме нивните мирни протести како изгледаат, кои што може организирано... Што е тоа мајданци? Па нели така ги викаат? Добро, не знам, добро. Не ја знам добро состојбата. Латас ќе биде во среда малку пошироко ќе анализираме. И ако гледате дека тоа се доближува и дека тие се организираат, истите тие партии кои што ги поддржува во Киев, тие луѓе, дека полека тоа добива, метастазира тој проблем и дека најавува дека тие ќе тероризираат и понатаму, нормално е нашите луѓе кои што држат до себе и кои што се поведуваат од она што е наше начело и клубско, да застанат некаде на улиците, да се појават дека тие ќе застанат во одбрана на населението кое што не ги прифаќа, значи кој што на некој начин ќе одбија таа нивна агресија и како тоа што се направи, како што се случи. Значи не знам, еве има нели состојби што ги гледаме, Харков, има Симферопол, има Севастопол, каде што луѓето масовно се организираат да си ги заштитат своите домови во недостаток на
Кога државата не некој ќе функционира. ги штити. И гледаме сега нели разни случувања дека не знам одредени војни полициски структури застануваат во одбрана на тоа население, кој што морам да кажам дека на Крим е мнозинско руско население и дека таа територија и до 54 година била руска територија по нели истата кога ќе се додели на Украина, Хрушчов, да. Хрушчов ја доделува, кој што иначе е етнички украинец. И од она што другото се случува, што сега, не знам, тамо слушаме дека воено се распоредува руска војска, дека не знам дале таков и онаков ултиматум на вооружените украинци да го предадат оружјето и така натаму. Тоа е нешто што е веќе излага надвор од доменот на она што ние можеме да го контролираме, ајде го коментираме, да го контролираме, заради тоа што не знам колку е познато, меѓутоа луѓето кои што се заинтересирани сите знаат, таму е руска база, таму е воената руска и русите имаат морнарица, своји интереси. Ти има своји интереси, тоа го имаат на веќе подпиша договор пред некоја година, 25 години да го и понатаму користат. Руската флота е таму, која што е гарант за некаква стабилност во регионот, која што долго години наназад и се покажала како таква. Еве сега гледаме колку е тоа важно. Ако е точна информацијата која што ја имаме, дека кинеските и дури и турските бродови на Босфор не дозволуваат минување на бродовите од НАТО, иако знаеме дека Турција е НАТО, можете да замислите за каков глобален проблем се работи, колку сето тоа ќе инволвира можеби некои настани поширок. Да. Не верувам дека би си дозволиле да прават поширок конфликт заради тоа што не може да функционира во светот да има двојни стандарди и да гледаме полека во некои земји, во серија се случуваат нели настани во некои земји кои што да кажеме претходно не знам имале бесплатно школство, не знам колку пари по жител плати вакви онакви и преку ноќ им се случува некоја револуција и потоа е беда, пропаст, беззаконие, убиства и не знам. Но затоа има демократија, Ленин. Најлошото што се случува. Јас не ја препознавам така демократијата Ленин, по мои вредности. Колку членови бројат ноќни волци во Украина имате таму? Има доволно членови, доста членови во повеќе градови, значи ние не сме само на Крим, значи има во повеќе градови, а вкупното членство на ноќните волци е на интернационално ниво негде повеќе од 5000. За конкретни бројки не можеш да збориш. Не би зборувал, да. Така. Дојде ни се, значи не се сега само како да кажам, би бил претежок и милитаристички збор мобилизирани украинските ноќни волци, туку нели излегува ги ставивте вашите лечиња украинските, но дојдоа и нивните руски браќа. Да. И они се дојдени во веќе се таму, да. Веќе се таму. Дали вие планирате да идете? Дали ве повика? Сега за сега ние остануваме тука доколку се појави потреба дека треба да сме тамо, во секој момент ќе бидеме тамо, но колку што ќе не повикаат. Иако сметаме, иако ја лично сметам дека би требало да сме тамо, моето мислење е дека до сега требаше да се појавиме, меѓутоа сепак кај нас владе одредена хиерархија која што треба да се почитува и не можеме само стојно и по своје убедување да делуваме, пошто, можеби некои структури кои што хиерархиски се повисоки од нас, проценуваат дека можеби би било тоа уште поштетно. Тогаш можеби било сватено, од сите интернационални оделенија се концентрираат ноќни волци на едно место и да има друг значај. А меѓутоа, секако, доколку се прави одреден хуманитарен конвој,
од повеќе страни ние би учествувале во тоа, без разлика како ќе си пројдеме веројатно на граничните премини, зависно кој како ги, пошто не знаеме. Еве јас од кај ќе дојдете. Еве јас навистина ова што се случи, не знам, нели викаат Јануковиќ бил проблем, ете тој го нема више, па не знам, па преговори, па ќе има нови избори, не знам зашо се уште таа тензија трае и ги гледаме тие некои милитарни типчиња кои што со калашникови им се шетаат у парламентот или што шамараат државни службеници, не знам дали го имате тоа гледано на видео. Значи, таква една анархија, легитимираат луѓе, полицајци униформирани, цивили со оружје, ги легитимираат, се дерат на нив и прават. Значи, такво едно беззаконие кое што навистина може во даден момент да испровоцира многу по... Западот тоа го вика демократија. Легитимно избраните власти се недемократија, режим, а она другото го вика демократија. Ние видовме, со цинизам. Да, знам, меѓутоа ние гледаме нивната демократија, гледаме како германската полиција реагира кога има нарушување на законите. Ленин имаше убав еден коментар кај мене, вика запалени огнови. Века демократски простори, протести со запалени огнови. Века пробај да запалиш у Њујорк на улица оган. Пробај се. Во Лос Анџелес, ако памтиш, пред повеќе години беше кога Родни Кинг го претепа? Црнците рипна, да, кога 2-3 дена ги оставија да дивеат. Така? И после 3 дена кога влезе полиција, кога ги масакрира и кога немаше живо пиле да се види повеќе на улица. Не полиција влече националната гарда. Еди кој си, значи, едни вакви се, други, не знам, Беркут ги викаат, други некои ОМОН, некои вакви, значи зависи кој... Државата си ги штити Важно интереси. државата ги штити интереси. И треба да се штити секаде кај што е беззаконие. Значи, знаеме што подразбираат мирни протести. Последната изјава на Тимошенко, кој е осуден криминалец и е сега пуштен и на некој начин глуми у колечка, не може да оди и сето тоа и така натаму, нели, да предизвика симпатии и сожалување од Запад. Изјави вака, една, тука е клучниот момент, можеби. Вели, Русија, бидејќи нас не поддржува Америка и Европа, Русија со ова и отвори војна на Русија и Америка. И им вика, ве молиме, помогнете ни. Ова изјава денеска ја прочитав, што значи дека таму има високи структури кои отворено бараат конфликт помеѓу Европа и НАТО и Соединетите држави од една страна да интервенираат против Русија. Очигледно таму се случуваат некои политички дегенеративни процеси, а на терен реално ќе биде, најверојатно ова ќе заврши со некоја сецесија и тоа не само одцепување на Крим, туку сериозно раслојување на земјата. Што викаат вашите браќа таму? По овие прашања, што разговаравте? Значи, некои говорат дека известно е дека ќе има некаква поделба, што јас по друга страна лично мислам дека може би околу Крим нешто би се случувало, пошироко не верувам дека би се нешто делело, иако, ете, може би немам, да кажам, доволно политичка визија што би се случувало тамо. Но во секој случај проблемот е со колку крв ќе биде тоа. Иако Украина, бидејќи јас сум ја крстосувал со моторот и сум се сретнувал со органите и во едниот и во другиот дел, бидејќи така е овој блиску до Полска повеќе католичкиот, тамо се православните. И се осекало од секогаш еден, значи ние што сме патувале сме го чувствувале односот, во зависност од тоа на кој граничен премин влегуваме, кој не застанува, не малтретира тамо, каков е односот, за колку пари се подкупуваат. Сосема различна приказна е во... Да, значи и ние сме го почувствувале што, например, јас за првите патувања, за мене било тоа непознати се. И кога сум се прашувал зошто е тоа така, ми кажувале, вика има такви и такви. Што значи тие веројатно меѓусебно како што се ова мислам дека не се работи за некакви политички поделби, не се користат тамо народот од политички предрасуди, меѓутоа можеби се повеќе
некој на религиозни, католици, верзна основа, православни, да. тоа е неподносливост. И мислам дека е дрскост ако Русија долго време политички молчи на се она што се случува повеќе на запад и на Блискиот исток, каде што се случуваат одредени револуции, бидејќи веројатно колку кажано еве да кажеме дури на Балканот кога се случуваше, нели нема премолча за Србија, премолча за Либија, премолча за Египет. И мислам дека но веќе се крена за Сирија. Чашата кога веќе во блискиот двор, во едни многу блиски сонародници, значи да Русија и украинците имаат голема блискост, значи заедно војувале против заеднички непријател. Имаат и оптеретувања заради гладта Сталин, која ги остави таму милиони испумре од глад и тоа остана таа. Добро, меѓутоа еве и сега се поврзани економски, не знам, на многу начини и да кажам и дали со родбински врски и со сето тоа. Така, и тука знаете како ќе ви јазикот им е исти, руски јазик. Кога ќе ви ударат кај што највеќе ве боли, тогаш човек веќе ако е силен, а јас сметам дека Путин е интелектуално и воено силен, не би дозволил да му се случи како на приказкана со кубурата, кога ја имаш, а не знаеш да ја извадиш, да искористиш и во најтешкиот момент. Мислам каков е впечатокот ваш за Путин? Нели, сами рековте дека некои го прецепираат како маргиналец, лудак, CNN го прикажува како фрик, сега се обидуваат како диктатор да го прикажат и така натаму. Имавте средба со нега, колку он кореспондира тоа со истина? Јас сум можеби еден од ретките кој што имал прилика како човек кој што не е од неговата политичка близина, не сум ни русин, ни ова, мислам дека човек надвор од Русија кој што во период од 12 месеци имав шанса благодарение на довербата која што мојот председател хирург ми ја дал да бидам непосредно хирург му е името. Не, хирург му е надимак. Аха, прекарот. Да, така? Прекарот, иначе Александар му е правото име. А го викаат хирург. Да, хирург му е надимак. Ја реков стварно да не е хирург по професија. Па има он нешто медицински. Медицина, нешто со максиофасцијална хирургија што никој пат не ја работел, нешто на почетокот, меѓутоа после се посветува на тоа. Ево и сега ова што иде вака една од непосредноста, значи на Путин кај што може да се види во говорот, во зборувањето, тој го има тој сенс кој што веројатно си го стекнал и тој искуство во животот да нормално секој пат се прилагоди и биде онаков каков што заслужува соговорникот. Ако му е соговорникот некој крут, арогантен, милитарен и така натаму со него, веќе го видите со јас најчесто додека него сретнав цело време го перцепирав онаков строг, никогаш не насмеан и така натаму. Меѓутоа кога ќе го видите на овие фотографии или снимки кај што тој е многу пријатен, многу расположен и насмевката на лицето му е секогаш. И е многу, како да кажам, непосреден, коректен човек кој што можеби не го познава или немал блиски контакти со него, не може ќе верува на ова што го пишуваат новините. Одека е и еден кинески весник што објавува исто за средбата. Што разговаравте со него? Кој разговаравте? Па не разговараме некои стратешки работи, иако тука ќе видите некои ја не реков стратешки, сам прашувам што разговаравте. Со некои важно политички работи, бидејќи јас не сум ни во таа функција, иако луѓе мислат пошто после тоа, нели, секој не се правда и Ленин каже ни само не интересира. Значи, разговараме за обични работи. Му раскажувам нешто за Македонија, можам да му кажам, раскажуваме за некое доживување, мене што ми било нешто интересно, што сум го читал во весник околу тие некои моменти кои што биле интересни, она што беше со подпишување, нели, на некои договори тамо, колку имаат некој послушност, како се околу богатството на некои, колку тоа е за Русија, за клубовите кога беше во Белград за спонзорствата, за тие, нели, нафтени магнати што се тие неколку, да кажам, пола сат додека сме биле заедно, на што ќе разговараме,
Не гледам јас цело време да прашувам, него и знам да зборам, значи она што сакам да го кажам, знам да го кажам. Разбирам доста добро, значи повеќе можеби од 90%. И поготово кога имам прилика да одам таму и поготово со баш кажуваат мои момци, вика каков си ти. Јас кога нормално ќе треба да седнам и да разговарам, си го освежувам знаењето, читам, се потсетувам на некои зборови за да не се случи да имам грешки во зборувањето или да некој збор не ми дојде. Така да ова што го гледате затоа е така малку и тешно поврзано, пошто е и добро размислено што ќе се каже. Разговаравте ли со другите членови на Ноќните волци околу состојбава со Украина? Дали и другите се спремни да помогнат ако треба и да заминат таму, да се организира хуманитарна помош ако е потребно? Апсолутно сите до еден. Значи нема дилема во тоа дека во одреден момент она што ќе се појави како потреба да некој се колеба. Оној што ќе се поколеба тој не е за во Ноќни волци. Тој може слободно да замине пријателски, другарски додека му е време. Да се надеваме, Ленин, дека нема да ескалира ситуацијата до отворен воен конфликт, дека ќе најдат сили ако дојде и до поделба тоа да биде како Чешка и Словачка. Но во секој случај јас ти благодарам за разговорот, ти благодарам што ни даде една слика за себе ова. Секако исто и како и вие, ние сме заинтересирани за случувањата, ова не е далеко од нас и овдека се малце влоговите многу поголеми, затоа и таа тензија ја чувствува народот. Дали ќе дојде до таа голема конфронтација помеѓу НАТО и Русија воопшто и како ќе резултира оваа криза. Драго ми е што беше гостин. Поздрав до Ноќните волци. Уште еднаш ќе кажам, горд сум што сум ваш пријател, горд сум што сте ми пријатели. Ве поддржувам затоа што сте окей момци, мажи, не сте крастајци, како што велат кај нас. И секако, тука и како медиум, ако има потреба да се направи и организира хуманитарна помош за украинскиот народ, тука сум и јас да ви помогнам во организирањето, ви стојам на располагање. И јас нешто завршно да кажам, значи во врска со целата ситуација, значи Ноќните волци инсистираат на мир, Ноќните волци инсистираат на некрвопролевање, на ненасилство, ќе направат се да допринесат да целата таа ситуација се разреши на еден соодветен, мирен начин, без да има потреба од употреба на некаква сила или било што. И, како што кажа и ти, толку сме на тоа, секое решение кое што ќе се согласи самиот народ, кој што треба да живее во тие држави, да си се определи сам, да не биде загрозен и да нема потреба никој никого да штити заради нешто, него едноставно да се организира самата држава, самиот народ на еден демократски, ама вистински демократски начин. Не за онаа демократија која што на полна уста се говори, а во пракса се случува нешто сосема друго. И јас тебе ти благодарам што секој пат ни дава шанса, бидејќи овој пат добро е што дојде иницијативата од твоја страна, заради тоа што навистина требаше да се дообјасниме после се она што го пишуваат медиумите од англиските, па чешките пишува, па швајцарските, германските, српските, руските, сите што има некаков надпис во кој што ги поврзаа Ноќните волци, да најдиректно, непосредно, од прва рака ни дозволивте да се изјасниме барем до вашата публика која ве следи, за нештата да станат појасни. Ти благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со Ленин Јовановски, председателот на мотодружството Ноќни волци. Сега ќе одиме со првиот блок реклами, веднаш потоа се враќаме назад во студио, ќе одиме со стандардниот дел од емисијата.